Почитувани гледачи, добар ден. Добредојавте во вториот подкаст од оваа втора сезона, а денеска ќе имаме мощно интересен гостин, впрочем и во вистинска полнота на зборот. Денеска со нас ќе биде професорката Мирјана Најчевска. Мене ми особена чест што ве најавив и што ќе ми бидете денеска гостинка. Благодарам многу. Благодарам за поканата воопшто. Професорке, се надевам дека, вас не ви е прв пат така да ќе биде лабаво, опуштено, дури попуштено и од телевизија, нали тоа што сме сепак подкаст. Нема да има никаков проблем. Како сте? Сега веќе откако сте во пензија? Секој момент уживам си, викам, требаше порано, може да отидам, кога толку убаво било. Каков е впечатокот личен ваш? Дали, например, подобро се живее сега откако или пак во владењето на СДСМ и на ДУИ? Ја не гледам разлика. Значи, не гледам суштински промени. И покрај тоа што многу се зборува за промени, цело време се зборува дека ние нешто поинаку правиме, ние менуваме и слично, така ни соопштуваат секојдневно од страна на власта и слично. Меѓутоа, не можам да видам суштинска промена во она што представува стандард на граѓаните, нема суштинска промена во владење на правото, нема суштинска промена во заштита на човековите права, нема суштинска промена во намалување на корупцијата, нема суштинска промена во она што представува заштита на животната средина, ниту во безбедноста на граѓаните. Значи, во кој елемент, вие како помлад човек и слично, можете да ми кажете каде сте забележале некоја промена по која што можеме да направиме разлика од она што било претходно? Народски кажано, како на Мурто и Курто што ги буквално овие 2 години, мислам дека е така некако. Проблемот е што не се само овие 2 години. Проблемот е што негдека после 3-та, 4-та година од осамостојувањето на Македонија, ние влеговме во некој канал во кој што длабиме цело време, се вртиме во круг и не можеме да излезиме од него. Затоа што сме заглавени во тој канал, сите не претекнуваат. Значи, стартната позиција на Македонија беше во суштина многу добра. Многу подобра отколку на Албанија, многу подобра отколку на Бугарија, многу подобра отколку на Романија, па и од Хрватска, заради тоа што Македонија успеа да ги избегне најголемите последици од конфликтот и од распадот на СФРЈ. Успеа на некаков начин да се држи настрана од она што беа многу големи превривања при распаѓањето на државата, меѓутоа не успеа да капитализира од тоа, не успеа да надградува над она што го имаме, туку некако тие кои што дојдоа мислеа дека треба се да срушат до темел и потоа ајде одново ќе почнеме. Меѓутоа, таа психологија продолжи и понатаму. И што се случи? Секоја гарнитура која што ќе дојде на власт мисли дека треба да тргне одново. И секоја гарнитура ги гради некакви темели, а ниту една гарнитура не успева да изгради нешто повеќе. Дали впрочем соседите, како што спомнавте, не претрка условно кажано нас, или пак можеби Европска унија гледа со поинакви очи на нас? Па не претрка. Да речеме, кога се осамостои Македонија, доколку појдете во Албанија и доколку возите низ Македонија, разликата во она што представуваше патишта, безбедност на патиштата, изградена инфраструктура, целокупен начин на живење беа што да ви кажам, во Македонија беше во неверојатно голема предност. Значи, ние се чудевме како можат луѓето да живеат во таква сиромаштија, со такви патишта, со таква неизградена инфраструктура и слично. Сега, ако патувате низ Албанија, ако патувате низ Македонија, ќе видите неверојатно голема разлика. Албанија се уште не е во Европска унија, значи тие успеале тоа самите да го направат,
пред да ги почнат дури преговорите, да не зборуваме за овој краток период кога се во тој процес на преговарање и слично. Меѓутоа, тие ги направија промените затоа што самите решија дека им требаат такви промени. Ние не ги направивме тие промени. Еве, ако земите, дури во одреден момент во Албанија успеа да дојдат до такво ниво на искористување на новите енергии, значи ветар, сончева енергија и слично, што дојдоа целокупната дневна продукција на електрична енергија да им биде од обновливи извори. Значи од она што представуваат еколошки здрави извори. Македонија со целото сонце, со се она што го имаме, се уште кубуреме со купување на електрична енергија, со производство на електрична енергија со јаглен, и тоа најнеквалитетен јаглен, мислам оној што го купуваме од Грција, кој што не можат нигдека на друго место да го извезат, или со мазот. Значи до нас е нешто, овдека имаме ние проблем со она што представува структури кои што доаѓаат на власт. Така, овие денови, да кажам, има како еден скандал во македонската политика, тоа е песните ората на премиерот Христијан Мицковски во селото Видниче. Како го коментирате вие се во ова? Дали впрочем такво нешто е да се прави во црква? Дали местото на премиерот му беше таму со тие ора со тие песни се? Ја мислам дека нашите политичари на некаков начин научија дека популизмот е единствениот начин на кој што тие можат да дојдат на власт и да ја одржат власта. И наместо ние да го дигаме нивото на образование на нашите граѓани, наместо да напредуваме во се она што представува градење на еден нов менталитет на 21. век, ние ги задржуваме граѓаните, дури и ги враќаме малку на кај 19. 18 век и слично, и автоматски и тие кои што доаѓаат на власт се обидуваат сушност да им подеилисаат, да им се додворат на тоа ниво на граѓаните. Тие сватиле дека тоа е нивото кое што им се допаѓа на граѓаните. Меѓутоа, да ви кажам, не сме ние единствени. Да речеме, слушав всушност на Euronews разговор меѓу новинарка и една пратеничка од Полска. И новинарката ја прашува пратеничката: добро, имавте можност да бирате премиер кој што е со 2 доктората и слично, и премиер кој што е дури осомничен за одредени корупцијски скандали, и вие го избравте овој другиот. И овај вика: што да ви кажам, значи луѓето го избра овој и го објаснуваа своето решение, вика: ова е човек со кој што ние можеме да седниме во кафана и да разговараме и да му ги кажеме маките. А оној другиот вика: не го разбираме, дури изборува странски јазици, замислете. Значи, не е проблемот изгледа само кај нас. Имаме еден целосен наплив во светот на дерогација на интелектот и намалување на она што представува образовно ниво на луѓето, и популизмот е основниот начин на кој што политичарите доаѓаат на власт. Овој денов исто така има една афера, така би рекол, што ја тресе нашата политичка јавност, а тоа е дека нашите мозоци се испраќале во Америка во САД на испитувања некакви во некаква болница за ментални болести. Сега во оваа афера се вклучени доктор Алекси Дума и доктор Гораст Расоклија, кој всушност си работи таму во САД. Они велат дека ова се легално, дека со дозвола на нивните родители и роднини се огласија по социјалните мрежи, велат дека никогаш не биле они прашани. Што мислите вие околу село? Добро, во тој период за кој што станува збор, јас бев председател на Хелсиншкиот комитет и ние имавме неколку конфликти со професорот Дума, посебно заради наше несогласување со вештачењата кои што тој ги правеше, посебно вештачења кои што се однесуваат на случај
проблематичниот аспект на постапувањето на полицијата или на затвореници кои што починале во затвор или на луѓе кои што починале во психијатриските установи. И имаме еден конкретен случај во кој што јас самата присуствував на втора обдукција која што ние ја баравме, а тоа е на момчето Бекиров од семејството Бекиров, младо ромче кое што бега од полицијата заради некој ситен прекршок и според полицијата се фрла во Вардар и таму умира. Ние не бевме среќни со тоа објаснување и побаравме од Дума да направи втора обдукција со наше присуство и присуство на независен доктор. Дума одби и ние тогаш успеавме да се договориме со Институтот за патологија и донесовме доктор патолог од Бугарија, од Бугарскиот Хелсиншки комитет, кој што ја направи втората обдукција. Тогаш ние видовме дека се извадени органи од телото на момчето и дека е изваден мозокот од телото, од черепот на момчето. Ние бевме цело време во контакт со родителите на момчето, кои што беа муслимани и тие ни рекоа дека во ниту еден момент никој не ги прашал и не дале дозвола за вадење на органите или на мозокот од телото. Се спремавме тој случај да го носиме до Страсбург, меѓутоа родителите под притисок на полицијата се откажа, може би им беше и платено, не знаеме, меѓутоа така заврши. Во секој случај, како председател на Хелсиншки комитет имавме направено многу извештаи во кои што искажувавме сомнение што се случува и како дошло до смрт на голем број затвореници во нашите затвори, кои што или се самоубиваа или добиваа срцев напад или нешто слично. Апсолутна негрижа за смртните случаи во психијатриските болници и тотална негрижа за смртни случаи на луѓе кои што се бездомници или од ромската етничка заедница. Значи, во тој период за кој што станува збор се уште нема цврста регулатива во Македонија со која што би можело да се потврди дека навистина се добиени соодветни дозволи од семејствата, навистина се практикувани соодветни протоколи. Тоа што биле носени овие примероци во куфери и слично, само по себе зборува дека има некаков проблем и јас сметам дека е многу добро да започне една солидна и продлабочена истрага за да можеме да утврдиме што се случувало, меѓутоа и за да не ни се повтори во иднина. Професорке, ова што го велите стварно се стварно страшни работи. Јас сум впрочем згрозен од се ова и што воопшто живееме во едно вакво општество. Од истиот тој професор студент негов ми има кажано дека на час вели никого не прашува, си пали, си гаси, си пуши цигари кога сака и кога еден изреагира дека му смета цигарата, рече ако ви смета испаднете си надвор. Значи фрапантно е се ова. Сакам да ве запрашам околу Safe City. Еве овие денови почна со имплементирање на Safe City. Дали вие го поздравувате овој потек? Од друга пак страна се бунат ромите за водачка дозвола, зашто не е како до сега, што велеше Али Ахмети 30 години, едниот вели си возам така, никому ништо, па сега вие најавте. Што мислите вие околу се ова? А некои па шпекулира дека ќе има поовластени таблички. Некој ќе си вози со други зборови како сака, ние другите ќе кубуриме. Добро, значи самата идеја за Safe City е добра. Значи, дефинитивно во градовите треба да се обезбеди соодветна брзина, почитување на правилата и слично, заради тоа што јас тоа го напишав и на Facebook, за мене автомобилот е оружје.
кое што може многу лесно да биде употребено и тоа со многу тешки последици, кои што можат да завршат со смрт, како што и гледаме дека завршуваат. Она што не е направено, значи како и за многу други работи кај нас. Значи е донесено решение да се примени Safe City, нема период на кампања, нема период на објаснување, нема период, транзиционен период во кој што луѓето ќе се подготвуваат, ќе им се кажува што, како ќе се случува и слично, и период во кој што би можеле сите постепено да се прилагодат на она што ги чека. Второ, тоа што не е позната методологијата по која што се разместени камерите, навистина создава многу голем сомнеш, зашто на одредени места се ставени камери, зашто на други нема. Еве да речеме, јас забележав дека на Теодосије Гологанов нема ни една камера, а Теодосије Гологанов е една од улиците каде што знаеме дека навечер се прават трки, мислам се жалат луѓето и слично, заради тоа што тоа се случува посебно во летните месеци на дневна основа или на ноќна основа. Еден мој поранешен асистент има направено мини истражување и има утврдено дека дефинитивно во областите каде што има поголема концентрација на етнички албанци, дека има повеќе камери отколку кај што областите кај што живеат претежно етнички македонци. Значи со отсуство на методологија, отсуство на објаснување, отсуство на преоден период и отсуство на алтернативни решенија на проблемите со кои што беше јасно дека ќе се соочиме, посебно ако се има предвид дека луѓето увезуваат стари автомобили, луѓето не полагаат возачки испит, возат деца на овој или на оној без положен возачки испит, значи требаше да се најдат начини како да се адресираат тие проблеми. Не е направено тоа. Меѓутоа, тоа е во контекст на се она како се прави овдека. Така, ајде ќе менуваме сега закон за основно образование, ќе воведуваме Кембридж програма ова она и туку ќе воведат Кембридж програма без да објаснат, без да има преоден период, без луѓето да имаат шанси да навлезат во она што и како треба да се случува. Ајде ќе ги воведеме сега родовите разлики во образованието и автоматски без да објаснат што значи тоа, без да ги дадат елементите, без да ги дадат значи сите оние придобивки, посебно од аспект на почитување на различноста и слично и од аспект на човековите права кои што ги има со воведувањето на едно такво образование, тие создаваат само фронт на луѓе кои што настапуваат негативно и одбиваат се што како промена се сака да се внеси. Значи тоа е дефинитивно еден голем проблем кај нас. Истото се случи да речеме и со Преспанскиот договор. Значи пред да се донесе, пред да се склучи Преспанскиот договор, дури со колеги професори отидовме кај некој од министрите и им викаме ајде дајте ни извесен период да направиме програма со која што ќе објасниме што ќе има во Преспанскиот договор, зошто е значен, што ќе се добие, што ќе се изгуби, за да се подготват луѓето и да може да има соодветна почва на која што ќе се донесе. Не, овие луѓе како да живеат што ја знам, кога ќе дојдат на власт, мислат дека се мали диктатори и дека можат да прават што сакаат без никаква јавна расправа, без комуникација со граѓаните, без информирање на граѓаните. Значи тоа ни е стара болка и мислам дека Safe City е исто спаѓа во тој предел. Би ве запрашал и за Преспански договор, но за тоа потоа што би рекол, сега сакам да ве само последователно ми доаѓа да ве запрашам некако како на мала врата да
да се согласувате со Зијадин Сева и со Арбен Таравари, што впрочем велат дека играат на етничка карта, дека овој Safe City е наменет само за албанците. Они го дадоа на Уставен суд. Значи, не е точно тоа што го вика, дека е наменет само за албанците. И дефинитивно не се согласувам со нив. Меѓутоа, во отсуство на објаснување на методологијата, во отсуство на објаснување како и зошто се распоредени камерите баш на тие места каде што се распоредени, автоматски даваат можност луѓето да даваат какви што сакаат толкувања. Значи, јас со моите пријатели албанци им објаснував, добро, викам, вие треба да им се заблагодарите на луѓето што ставиле повеќе камери кај вас, заради тоа што на тој начин вашиот дел на живење, каде што се мнозинство етничките албанци, ќе биде многу посигурен отколку каде што се мнозинство етничките македонци. Меѓутоа, тоа е неинформираноста. Не сваќа, ниедна наша власт не сваќа дека граѓаните прво мораат да бидат прашани, второ мораат да бидат информирани и тоа да добијат соодветна информација. Да речеме, еве, на Јадранска магистрала, каде што не може да се вози во моментов повеќе од 20 км, затоа што има дупка до дупка. Има 4 камери. Зошто се поставени 4 камери таму? Мислам, ја не можам да најдам објаснување. Мислам, не ни пречат, заради тоа што не ни може, мислам, таму да се вози повеќе од 20-30 км заради дупките. Ама која била логиката да се постава таму 4 камери? Така, тоа е вашето мислење. Јас би рекол, например, можно е, не за ваму, не воопшто е, вие како што спомнавте, каде што има така претежно албанско население, може би тие се критичните точки во градот, па сака да го... За мене Теодосија Гологанов и Партизанска се критични точки. И таму има. Ама најголеми смртни случаи има така на овие две места, каде има најмногу гинење. До сега на пешачки премини, на Партизанска и на Теодосија Гологанов. Ако одиме по тоа. Соединетите Американски држави донесоа корумптивен закон за Балканот, тука ја вклучува нормално и Република Македонија. Како гледате вие на овој чин? Значи, ништо што прават во моментов Соединетите Американски држави не го прифаќам како добро. Значи, во моментот тие не можат да се справат кај себе самите со диктатурата со која што се соочуваат и со намалувањето или ограничувањето на човековите права до невидени размери, така што некој да дојде од таму името, знамето, грбот и слично, да ги направиме соодветни на она што представува мултикултурен аспект на државата и да не се врзуваме со далечното минато, туку да се врзиме со она што представува современа македонска држава. Затоа што ние имаме државност, како државност се знае од кога сме формирани. Ние како народ, како етникум сме постоеле многу порано. Меѓутоа, нашата државност треба да ја градиме врз темелите врз кои што е поставена после Втората светска војна, односно во текот на Втората светска војна, и не треба да бегаме од тоа. Преспанскиот договор го препознава тоа, го признава тоа и е многу сложен договор со кој што се регулираат и многу културни односи, се регулираат трговски односи, се регулираат сообраќајни односи, комуникација, инфраструктура заедничка и слично. Во моментот кога почнав да го споредувам Преспанскиот договор со договорот за добрососедство со Бугарија, одеднаш сватив дека на една страна имаме многу комплексен, сложен договор во кој што има релативна балансираност на она што представуваат придобивки и она што се губи во однос на односите меѓу Македонија и Грција. На другата страна, договорот со Бугарија е апсолутно дебалансиран. Тој договор е
приправен договор. Тој договор, ја не знам кој го правил тој договор. Тој договор, не зборам за протоколите. Протоколите се, мислам, мизерија невидена. Меѓутоа, самиот договор е неписмен. И договорот со Бугарија не доведе до оваа ситуација во која што сега се наоѓаме. Спомнавте промена на знаме, ама ние веќе го променивме знамето, дали повторно е потребно такво нешто? Не. Тогаш, ние требаше да го промениме самите. И не требаше да се врзуваме со историја која што е 2000, 3000, 6000 години наназад. Нашата државотворност, почнува, се знае од Втората светска војна. Ние како етникум, како народ, како некој кој што гради своја традиција, јазик, култура и слично, постоиме и пред тоа. Меѓутоа, ние треба да се врзиме во она што представува развој со почетокот на нашата државност. Но доколку е тоа така, како што верите, би требало да се откажеме од Александар Македонски, од Филип II. Ја не признавам дека ние имаме било каква врска со Александар Македонски. Мислите се грци? Не, тие не се ни грци. Александар Македонски е непријател на Грција. Дефинитивно е непријател и тоа е опишано во многу грчки дела. Тој грците го сметаат за варварин и така и го нарекуваат Александар Варваринот. Тој е освојувач од едно посебно племе, тогаш немало држави, мислам, не може да се зборува дека Александар Македонски имал држава, освојувал, кога умрел се распаднало. Така, ние Јас лично мислам дека ние сме си словени кои што дошле многу после постоењето на она што представуваат потомци на Александар Македонски. Сигурно сме затекле некого тука, сигурно имаме во нашата гени и нешто од него, меѓутоа имаат и грците, така што дефинитивно. Но професорке, хунзите се смета за негови потомци, како да кажам. Они велат дека, они и тука дојдоа, велат дека е од Македонија. Не. Вие велите не. Добро, во поновата историја е пред 100 години, Гоце Делчев, пак за Гоце Делчев, што мислите? Да, апсолутно. Тоа е нашата историја, историјата на нашиот народ, на нашиот етникум. Не, од тогаш почнуваат корените на развојот на она што представува борба за осамостојување, борба за собствена држава и слично, која што ја добиваме за време на Втората светска војна. Меѓутоа, никако со Александар Македонски, татко убиецот. Татко убиецот? Па тој си го убил татко. Кажете ми, малку сакам да поразговараме околу загадувањето. Загадувањето е рак рана на целата држава. Тоа не е само Скопје, не е само Тетово, него ширум републиката. Тоа нема ни пасош, тоа оди секаде, но кај нас некако застана, други си се справуваат, ние некако од нас тешко ни оди. Во последно време имаме многу протести, радува фактот дека населението, луѓето го гледаат Усје како загадувач, иако тоа не е од сега, но битно е дека некако се почна. Дали може би оваа револуција, условно кажано, може да продолжи и во, например, Тетово, и во Рек Битово, и во Струмица? Како вие мислите? Да, јас се надевам, долго им требаше на луѓето да сватат дека ги убива загадувањето, дека загадувањето е нешто кое што ги тангира и нивните деца и слично. Во одреден период во Велес, кога се дигнаа граѓаните, имаше проблем со она што представува предвремени раѓања, побачај и слично, токму заради специфичниот облик на загадување кој што постоеше во Велес, и некако успеа тоа да го стишаат. Меѓутоа, мислам дека граѓаните сега и свеста на граѓаните, меѓутоа и тие невладени здруженија кои што се борат за здрава животна средина е веќе на многу повисоко ниво. Мене ми е жал дека
толку години имаме Министерство за животна средина кое што апсолутно ништо не работи во суштина. За сите овие години тие не успеа да извадат соодветна политика, која долгорочна политика која што ќе обезбеди употреба на обновливи извори на енергија, посебно употреба на сончевата енергија. Ние во Македонија имаме 280 сончеви денови. Значи во една Британија на пример имаат 175 сончеви денови, во една Германија имаат 180 сончеви денови и тие вложуваат во она што представуваат колектори, значи фотоволтаици и слично. Ние овдека можевме тоа да го направиме уште пред многу години. Меѓутоа изгледа нашите во власта не видоа тогаш пари, рекет и слично, така што не загриза во тој бизнес. Вториот елемент е ѓубрето. Значи, ние зборуваме само за она видливо ѓубре. Меѓутоа, и сите оние депонии кои што ги нарекуваат како регуларни депонии, значи не овие дививе што ги имаме, да речеме околу Скопје, вика има околу 110 диви депонии. Замислете, диви депонии. Меѓутоа и оние што ни се регуларните како Дрисла и слично се направени несоодветно. Значи тоа се депонии кои што создаваат труење на земјиштето и на подземните води. Значи нешто кое што не го гледаме. Ние го мериме загадувањето на воздухот, меѓутоа не го мериме загадувањето на земјиштето кое што се прави преку подземните води. Она што во светот вообичаено се прави е дека се употребуваат неколку нивоа на справување со сметот. Значи негдека 10 до 15% се оди со рециклирање, негдека 20, 30, 40% се прави со согорување во соодветни инценератори, остатокот се става во соодветно направени депонии, меѓутоа тој остаток веќе е оној смет кој што може да се разгради, а да не придонесе за труење на подземните води и на земјиштето. Значи, ние не го правиме тоа. Вториот елемент кој што дефинитивно придонесува за загадување на воздухот е постоењето на огромен број на ископини. Значи, Скопје исто така обиколено со ископини на камен и песок. Да речеме, еве, во Скопска Црна Гора во моментов има само 5 рудници на камен. Сета таа прашина преминува преку нас, бидејќи ја живеам таму, и доаѓа во Скопје. Ние гледаме како се слева прашината во Скопје и се таложи во Скопје. Се даваат концесии на 30, 40, 50, 60 години. Многу интересно. Во секој од тие концесии вика потоа ќе се врати во првобитна положба. Како ќе се врати во првобитна положба нешто што си го ископал? Сте оделе сега во последно време од Скопје кон Охрид? Во Маврово колку има ископи такви, так. Сите се тие дадени под концесија. Сето тоа се оние честички кои што го загадуваат воздухот. Тоа е вториот елемент. Третиот елемент дозволија увози на стари коли. Значи, во светот кога одите по автопатите, вие не чувствувате миризба. Не заради тоа што имаат само електрични автомобили или хибриди или ова и она, туку заради тоа што имаат закони со кои што се регулира дека мора да има коли со одредено ниво на согорување, доколку испушта повеќе од тоа, тие на самиот преглед, значи при регистрација, го тргаат тој автомобил, не смее да помисли да излези на пат. Кај нас се увезуваа коли кои што беа стари 20-30 години со несоодветно согорување. Така и автоматски ние викаме Усија е само крив. Не е само Усија. Усија е многу видливо. Електраните во Битола се многу видливи, меѓутоа имаме многу работи кои што граѓаните не ги перцепираат, а кои што се дел од она што представува
отсуство на било каква политика наменета кон заштита на животната средина. Правдата е спора, еве и во случајот со дискотеката Пус во Кочани, таа лична дискотека, би рекол Пус, која ове година-две е веќе најизборувана дискотека. Гледаме на дело дека впрочем почна да работи и мафијата, заради тоа што има многу промени на искази. Што мислите вие, дали ќе ја доживееме правдата тука или тешко, заради тоа што еве уште од самиот почеток некако имаше некаква надеж, ни влева надеж, дури и странските медиуми не пофалија како ние за многу брзо време ова веќе сме го средиле, впрочем гледаме дека не е тоа баш така. Не мислам дека ќе има правда, затоа што има премногу случаи од минатото кои што кај нас во одреден период го привлекуваат вниманието и потоа луѓето се насочуваат кон друг некој таков случај, може и уште поголем, и го забораваат претходниот. Така се случи со модуларната болница во Тетово, така се случи со Стајковци, така се случи со Дурмотранс. Онкологија. Да, цело време има, денеска ги слушав и тие онкологија со вештаците кои што дојдоа од Словенија и кои што им викаат не сте примениле соодветни протоколи за да решите кои лекови ќе ги дадите, а излегува еден од лекарите од онкологија и вика има толку многу лекови на светот што ние треба да решаваме кој ќе го примениме и тоа е наше дискреционо право и никој не може да не обвини зашто сме примениле еден или друг. Значи тој не разбира што му вика вештакот, вика протоколи. Исто е за Кочани. Има протоколи, протоколи кои што предвидуваат доколку има диско, какви заштитни механизми треба да има за да може доколку дојде до ваква ситуација луѓето да излезат без да бидат доведени во загрозени нивните животи. Протоколи Стајковци. Зашто е направена таа поплава толку одеднаш и слично? Заради тоа што употребиле помал фи. Протоколи за модуларната болница, не може да употребуваш такви средства за загревање и да очекуваш дека електричната мрежа која што е ставена таму во таа болница ќе го издржи тој напон и нема нешто да експлодира. Тоа баш во врска со диското во Кочани, ние евоциравме спомени, ние сме многу постари, за диското Мусандра, во кое што ние како млади одевме. Диското Мусандра имаше два излези. Двата излези беа големи по 10 метри, се отвораа вратите од двете страни, едната страна напред, каде што беше влезот, другата страна назад кон гаражите, од кои што можеше да се излези. Доколку дојдеше до пожар, се имаше апсолутно веднаш можност, и тоа тие врати беа натркала. Веднаш се отвараат и може да излези огромна толпа на народ без да биде доведен животот во опасност. Работата е во протоколи. Да, треба да се почитуваат правила и она што јас се обидувам некако со секоја власт која што ќе дојдат на власт и кои што многу ветуваат и слично, им викам, луѓе, треба да се биде ригиден. Правила, процедури, критериуми. Се воспоставуваат правила, се воспоставуваат процедури, критериуми, чек листа. Треба да има 3 излези, треба да има апарати за гасење пожар, треба да има кров кој што не е сега она што го кажуваат, кој што не произведува цијанидични отрови заради кои што се угушиле децата и слично. Сам почитувањето на правилата и процедурите и критериумите е она кое што може да спасе животи и може да не издигне на повисоко ниво на развој. Меѓутоа,
ако се почитуваат правилата, процедурите и критериумите, не може рекет власта да зема, не може процент да зема, не може некој да се збогати на грбот на граѓаните, значи тоа и плюс и незнаење. Значи се не може што впрочем овие години се правеше. Апсолутно. Значи од почеток да се почнеше со ригидно почитување на правила, процедури и критериуми. Дури знаете, некогаш смета тоа, викаат како беше она правила. Правилата се направени за да се кршат. Меѓутоа, доколку еднакво се применуваат тие правила, процедури и критериуми, доколку важат за сите еднакво, ние ќе бевме многу подалеку од ова место кај што се наоѓаме сега. Така. Професорке, еве, вие во јавноста имавте решение околу бугарскиот проблем чино. Премиерот изјави многу стаменито, кажа дека додека е тој премиер, бугарите нема да влезат во уставот на Македонија, доколку не ги признат македонците во Бугарија и доколку не ги испочитуваат фактички пресудите од Хаг. Што мислите? Од Страсбур. Од Страсбур, пардон. Така. Значи, ја од почетокот велев дека во протоколите треба да влезе тоа. Значи, протоколите меѓу Македонија и Бугарија треба да влези дека еден од елементите, значи тоа е тој балансиран пристап, треба да биде препознавање на здруженијата на македонците во Бугарија, препознавање на македонската етничка заедница во Бугарија и извршување на пресудите од Страсбур, од Судот за човекови права. Она што мислам дека се случува сега е дека сме заглавени. Ние сме заглавени со тој протокол кој што е потпишан од Бујар Османи, а кој што според мене ни собрание го видело, ни влада го видела, ни никој, и кој што дефинитивно не смееше прво да биде потпишан, а второ не смееше да се дозволи да биде дел од преговорачката рамка. Меѓутоа, сега кога сме заглавени, останува еден единствен начин како да се извлечиме од тоа. Мора да се стави на гласање во собрание предлогот за уставни промени. Значи, мора да се има 3 чисти и малку да се биде опортун и сигурен во тоа како ќе гласаат луѓето. И 2/3 се потребни за промена на уставот. Ако Мицковски смета дека може да обезбеди 2/3, како што он тврди дека може да обезбеди во собранието, треба да се стави тој предлог. Во моментот кога собранието ќе го одбие предлогот за уставна промена, се оди пред Европската Унија и се вика ние нашето од правен аспект го направивме. Значи, не може, ова е невозможен услов во моментов и тоа во правото е познато, ако постои невозможен услов, тогаш тој договор е ништовен. И во тој момент мора да се направи промена, не да се отфрли целата преговарачка рамка, туку да се направи промена во делот кој што го бара внесувањето на бугарите во уставот. И сметам дека тоа може да им даде и на луѓето, на политичарите во Брисел, одреден шлагворд, одредена позадина врз основа на која што можат да побараат промена. Вие сметате дека Мицковски моментално нема 2/3 во собрание? Па штом не го става, значи нема. Не мислите, например, дека, јас чисто си полемизирам, дека можеби има некаква поинаква стратегија? Ја не гледам никаква стратегија. Така. ССМ е на протести за повисока минимална плата. Но пак премиерот вели дека позади нив стои Венко Филипче и СДСМ. Која е реалноста, впрочем, според вас вака? Па, добро, мислам, секогаш опозицијата ги поддржува оние во цел свет е тоа така, кои што протестираат против власта. Така што не гледам на кој начин тоа го девалвира барањето на Сојузот на синдикатите во доколку опозицијска партија го поддржува нивното барање. Да беше на власт СДСМ,
ВМРО, ДПМН ќе беше на страна на работниците кои што бараат, тоа е нормално, така што е бесмислена таа негова опаска. Она што мене ме загрижува и што јас и го напишав е неразбирањето дека согласно ратификуваните договори со ИЛО и согласно нашиот устав, договорот, социјалниот договор мора да биде трипартиден. Не може министерката за финансии да излезе и да им речи на работниците: одете вие преговарите со работодавачите, што ќе договорите, ние тоа ќе подпишеме. Не може. Значи колективните договори ги подпишува државата, не ги подпишуваат работодавачите. Значи тоа е трипартиден, поставен како трипартиден начин на договарање, токму заради тоа што постои неравноправен однос меѓу работодавачите и работниците, токму заради тоа што државата е заинтересирана да се обезбеди почитување на елементарните социјални права, почитување на човековите права и обезбедување на она што представува достоинствен живот на луѓето. Не може државата да се откажи од својата улога во трипартидното договарање. Тоа што министерката за финансии излезе со таква изјава зборува за огромно незнаење на она што е улога на современата демократска држава. Никогаш во македонската историја, впрочем, немало власта да протестира за нешто. Освен еднаш, кога СРСМ протестираше против загадениот воздух, кога сами си протестира на себе си. Не, мислам, како беше на Скопско и за Мислам, кај нас се многу изместени работите. Немам коментар за ова. Вистина немам коментар. Да се насмееме малце. Професорке, многумина имав прашања до вас кои сакаат да ви го поставам истото прашање, а впрочем тоа е дали имаме ние некакви шанси некогаш да го вратиме името, например. Дали навистина тој договор е ништовен, туку така лесно може да се поништи или впрочем не е? Значи, ова прашање е поврзано со една предпоставка дека ние сме го изгубиле името. Ја не мислам дека го имаме изгубено името. Значи, ја мислам дека тоа што е обезбедено Македонија да фигурира во она што представува име на државата, макар и сложено име. Тоа што е обезбедено македонскиот јазик, значи не северно македонскиот, туку македонскиот јазик. Некаде северно македонскиот него. Па, значи тоа ние не смееме да го дозволиме. Значи ние имаме македонски јазик, тоа што ние на внатрешен план можеме да си употребуваме Македонија, македонци и слично без никој да смее да ни се меша, освен бугариве, нали, кои што се обидуваат да не посвојат, многу не сакаат и слично. Мислам дека нема потреба да навлегуваме во тоа. Ние обезбедивме да го задржиме името Македонија. Да, ние сме Северна Македонија. Тоа што постои Северна Македонија подразбира дека постои Јужна Македонија, постои и Источна Македонија, постои и Западна Македонија. Ма сигурно не мислите дека имаме сила па да си ги обединиме сите делови. Меѓутоа, во едно географско разбирање на државата, тоа што сме ние Северна Македонија, и ако влезиме, кога ќе влезиме во Европската Унија, автоматски ќе има и таа Јужна Македонија, која што сега е во рамките на Република Грција. И ќе имаме Источна Македонија или Пиринска Македонија, која што е во рамките на членка на ЕУ Бугарија. Значи, автоматски тоа што сме Северна Македонија нам дава можност да бараме географското поимање на Македонија да ги опфати сите делови. И тоа е убаво. Тоа не дава можност во една идна констелација на односи и тогаш кога ќе бидеме дел од ЕУ, ние да ја форсаме, да ја имаме таа предпоставка дека постојат и други делови на Македонија.
Добро, и едно време имаше две Германии, па сега нема. Зашто тие си постојат? Цело време Значи, си според вас, зборуваат. например, некој идно време, кога би се родил некој нов Александар Македонски, што велите дека не е македонец, но добро, кога би се родил некој јунак, би ги... Зашто да ги Би ги обединува? Ние ќе си бидеме обединети ако влеземе во Европска унија, нема да има граници. Имаме шанси. И па од нас зависи според мене. Најсериозно од нас зависи. Ние ништо не правиме во суштина да влеземе во Европска унија. Ништо суштински не менуваме за да влеземе во Европска унија. Значи, веќе 25-30 години зборуваме за исти работи. Независно судство, некорумпираност, непартиска администрација. Што сме промениле во тоа, за да речеме, еве, ние го имаме исполнето условот. Сме донесле законска регулатива. Таа законска регулатива не е применета во пракса. Значи, што имаме? Од она што ние самите можеме и требаме да го направиме, направено, за да мислиме дека треба да влеземе во моментов во Европска унија. Најмногу се сакалдисувам кога ќе речат, ние ја извршивме својата задачка, сега е на страна на Европа. Која задачка сме ја завршиле? Имаме независно судство? Боже сачувај. Имаме некорумпирани политичари? Не. Имаме независна администрација, непартиска? Не. Тогаш, што е она што сме го направиле ние во изминативе 30 години? Професорке, нели мислите, например, дека еве нашиот сосед Бугарија, да не одиме подалеку, дека впрочем и не е нешто многу понапредна, па ево Апсолутно, ама Бугарија го има Црно море и за Европската унија Црно море е многу важно заради тоа што тоа граничи со Русија и е дел од Русија. Ние го немаме тоа. Меѓутоа, бугарите имаат направено во однос на она што беа, значи, бугарите беа негдека 100 чекори зад нас. Сега се отприлика на исто ниво како нас. Значи, они направиле многу за да многу смениле. Ме сваќате, за да излезите од она што представуваше вазал на Советскиот сојуз, кој што во кој што луѓето немаа појма што е демократија, да дојдат до ова ниво, тоа е многу. Албанија исто. Албанија споредена со Албанија на Енвер Хоџа и слично, каде е отидена? Ние од она што бевме во СФРЈ отидовме наназад. Значи, Европа и Европската унија го гледа напредокот. Ние немаме напредок. Бугарија имаше напредок. Албанија има напредок. Ние немаме напредок. И Косово напредна, не па Албанија, да не одиме на таму. Косово не помина. Знам изјави дека биле коректор на власта. Дали вие го гледате господинот Максим Димитриевски како некаков коректор на власта? Дали може така да се нарече во моментов? Максим Димитриевски е бизнисмен кој што си гледа бизнис интереси во комуникација со конкретна структура на власт. Не можеше да ги оствари, изгледа, тие бизнес интереси во СДСМ, си најдеов дека други другарчиња со кои што може да ги изврши каков коректив на власт. Накратко би сакал, пошто ова е подкаст, како што спомнав на самиот почеток, така може и да одиме од тема во тема, не некој проблем, се надевам ни за вас, да сублимираме, да не одиме од тоа, например, дали ви се допаѓа или не Преспанскиот договор, но дали мислите правно, гледано правно, дека е можно да се врати името? Не. И не гледам зашто би се вратило името. Супер ни е. Зашто ни фали? Јас да ја повеќе сакам Вардарска Македонија и навивав за Вардарска Македонија, бидејќи целата наша држава е по течението на Вардар и дел од Вардар влегува, нали се влева во Егејското море, значи го имаме сливот. Меѓутоа, мислам дека заради тоа грците и не ичеа Вардарска Македонија, туку сака Северна Македонија, за да не оди таа конотација на Вардар со сливот во Егејското море. Професорке, имате ли впечаток, например, или пак не, дека доколку СРСМ си продолжеше, доколку не доеше ВМРО
Што ни се согласува, нема некој проблем. Ама не се работеше за согласување или несогласување, значи СДСМ се претвори во слика и прилика во огледало на ВМРО ДПМН во однос на она што представува корупција, влијание врз правосудниот систем, партизација на секој сегмент на администрацијата, така што не, СДСМ ваква каква што е, не можеше да не доведе до Европска Унија. Еве имаме едно интересно прашање од нашите гледачи кој вели вака. Бојан Маричич, министер од владата на СДСМ и ДУИ, познат по многобројни афери и по неконтролираното јадење трошоци вика на народни пари за бифтеци вика гозби и вика впрочем е новиот председател на ДИК. Дали уште еднаш се покажа тајната коалиција на ДПМН и СДСМ или само реализација опозицијата да има председател на ДИК? Стандардно. Значи, целиот овој период постои една таква игра во која што двете големи политички партии, тука се вмешува и ДУИ од време на време, гледаат да обезбедат нефункционална државна изборна комисија. Значи, нефункционална во однос на она што представува заштита на избирачкото право на граѓаните, а функционална во однос на она што значи обезбедување на циклично менување на тој кој што ќе биде во владеачката структура. Јас навистина не го сакам Груевски. И мислам дека ја доведе државата до ниво на прагот на фашизам со своето делување и слично. Меѓутоа, Груевски направи еден потек кој што мене дефинитивно ме изненади. Тој беше премиерот кој што сакаше да ме предложи мене за председател на изборната државна комисија и тоа во период кога ДПМН, ВМРО ДПМН беше обвинето дека ги лажира изборите и дека и во наредниот изборен циклус ќе има лажирање, а јас тогаш бев се уште председател на Хелсиншкиот комитет. Оној кој што се побуни тогаш против тоа беше Бучковски. Значи, представник на СДСМ, еден од најкриминалните ликови во СДСМ, заедно со Филип Чизаев, најверојатно, меѓутоа, тој се побуни и не дозволи, јас како некој кој што беше апсолутно партиски неврзан, да дојдам како председател на изборната комисија. Така што многу интересен потек беше тогаш на Груевски. Не знам што и како ќе се случеше и како ќе се развиеше целата работа, доколку навистина бев поставена на тоа место, меѓутоа не се случи. Така, председателот на регулаторната комисија Марко Бислимовски доби кривична пријава од финансова полиција заради тоа што не му е одзел дозволата на фирмата на криминалецот Пецо ѓаволот, како што го викаат. И тој 15 месеци работел незаконски. Дали верувате дека е тоа така? Ја вистина мислам дека Беслимовски е поврзан на овој или оној начин со многу такви сделки. Така што мислам дека треба да биде тргнат, ако најдат начин некој за да му најдат некоја зачколица по која што ќе го осудат и слично, мислам дека е добро и ќе го поздравам тоа. Не верувам дека на негово место ќе постават независен човек, бидејќи она што го гледам сега со независните контролни механизми е дека секогаш кога ќе биде сменет некој, поставуваат ист таков или полош од тој кој што веќе бил. Така што од тој аспект немам верба дека нешто битно ќе се промени, меѓутоа
го сметам за расипано јаболко, кое што сигурно можат да му се најдат многу работи. Не знам за конкретниот случај, меѓутоа верувам дека можат да се најдат елементи за тужба. Дали можеби гледате, значи гледате дали Бислимовски во моментов настапува впрочем како независен или? Ја не мислам дека он било кога бил независен. Така. Власта донесе нов кривичен закон за кој експертите велат дека е полош од оној на СДСМ и на ДОИ, кој ги амнестираше за криминалите. Кој е вашиот коментар како професионалец? Апсолутно. Значи, промените на кривичниот законник се, и јас веќе и пишував за тоа, се неверојатно лоши. Тие се во функција на обезбедување неказнивост на високи функционери во власта, неказнивост за злоупотреба на парите на граѓаните, неказнивост за било кој облик на висок криминал, односно можност со овој и ваков наш судски систем да дојде дури и тогаш кога се осомничени па и обвинети некои од тие луѓе, да дојде многу едноставно до лесна преквалификација на делата која што ќе обезбеди застарување. Така што да, кривичниот законник е неверојатно лош. Моментално читам и сум инспириран, мислам, од нашите гледачи стварно имаат некоја инспирација. Еве, и исто така едно интересно прашање кое вели: продолжува партискиот непотизам и вработување. Последниот пример со кадарот на Вреди, кој немаше поим што зборува за Истанбулската декларација. Дали администрацијата е полна со партиски кадри и кое е решението? Да, значи уште на времето, и тоа во времето на Георгиевски ми се чини, беше направен напор. И тоа од луѓе во рамките на тогашното ВМРО ДПМН да се направи таа агенција за администрација. Тогаш мојот институт беше дел од многу интересно истражување кое што беше направено заедно со една канадска фирма која што во тоа време направи реформа на канадската администрација. И тие вложија пари, беше направено истражувањето за да се открие партизацијата и тесните грла, посебно од аспект на она што представува влијание на партискиот и етничкиот непотизам и слично во Македонија кога станува збор за администрацијата, и беше донесен закон и создадена агенцијата за администрација, која што беше замислена како моќно тело преку кое што треба да оди вработувањето во администрацијата. Значи, како политички фигури да останат само министерот и неговиот заменик, или ако нема заменик, државниот секретар, меѓутоа и тоа беше предвидено да биде дел од она што представува неполитичко назначување. Сите други вработувања, градењето на сите правила, процедури и критериуми да оди преку таа агенција и да се примени апсолутен мерит систем кој што ќе води сметка за она што представува недискриминација, борба со обезбедување на поголемо присуство на одделни етнички заедници, на жените и слично, меѓутоа без нарушување на професионалноста. Во рок од 1 година ја убија агенцијата. 1 година. Сватија дека тоа ќе оневозможи политичките партии да вработуваат своји кадри, да ги наградуваат своите лепачи на плакати и да создадат администрација која што ќе биде под апсолутна партиска контрола и не проработе оваа агенција. Решението е тоа. И во најголем број од демократските држави на тој начин се решава работата. Иначе, да се вратам на таа канадска фирма, значи тогаш канадската влада понуди $1,000,000 канадски долари како влез во Македонија, кој што ќе обезбеди
врз основа на таа законска регулатива и создадената агенција за администрација промена, реформа на администрацијата. Нашата власт ги одби. Значи, дури не ќе ни пари да примат. Целото наше истражување го ставија во фиока, не потапша, по раме, супер, патувавме до Канада и слично, многу не сака, вика, абе, каква работа сте направиле, неверојатна, во фиока и не излезе од фиока. Професорке, морам да ви признам на самиот крај од нашиот разговор, јас си поминав прекрасно и дури малку на самиот почеток, јас важам за водител кој се спрема за секој гостин. Вашите јавни излагања ги знам, сум ги гледал сите, така да и малку бев подиспашен, да не завршам како еден професор што беше директор, се викам, не дај Боже, да се нашалиме. Ви благодарам што ни бевте гостинка и ви посакувам добро здравје, да не ни дојдете повторно. Благодарам, многу се надевам, ќе се видиме. Може би и за некои повесели теми. Нормална работа. Фала многу. Драги гледачи, тоа беше професорката Мирјана Најчевска. Се надевам дека уживавте во нашиот разговор, слушнавте и видовте едно поинакво размислување. Бидете така, ако ви се допадна ова видео, овој наш подкаст, знаете дека треба да стиснете лайк, треба да го споделите како ми допрва до што поголем број на луѓе и да не следите. Се гледаме.